Секој режим има своја фамилија. Зборот фамилија често се користеше за да се опише злоупотребата на државните ресурси за време на владењето на Никола Груевски и неговите братучеди. Но денес ве водиме кај една друга фамилија. Семејството Алиеви од Азербејџан. Председателот Илхам Алиев веќе деценија и пол е на чело на државата, а одскоро и неговата сопруга стана потпредседател на земјата. Неговите роднини и деца ги водат клучните позиции, клучните бизниси во оваа богата, но заробена држава во Централна Азија. Речи си и да нема опозиција и критички медиуми, и тие се под силна репресија. Кој писне против нив завршува в затвор. Но и како секој автократ, тој вложува многу напор за да го подобри својот меѓународен углед. Како? Со пари. Но не со обични пари, туку валкани, нелегални пари, за кои вложува многу напор за да ги испере, далеку од очите на јавноста. Да го видиме пресекот на содржини кој ќе го гледате во ова издание на Проверено. Ова е приказна за една озлогласена владеачка фамилија од Азербејџан. Во Македонија не се многу познати, освен почестите другарувања со Иванов. Проверено ви ја представува азербејџанската пералница. Како се потрошиле 3 милиарди долари за да се подметуваат политичари, бизнисмени и новинари. Од македонците ги има тројца, 2 компании и 1 фудбалер. Сите исплаќани преку фирмите, дел од глобалната афера за перење пари. Како Интер ги префрло тие пари? Од каде ги стекнал? Тоа ние не можеме да знаеме. Затоа што никој во клубот нас нема да дојде и каже ние тие пари ги најдовме таму или ќе ви префрлиме ваму. Има ситни, но и крупни риби. Во пералницата ексклузивно ви представуваме и еден меѓународен криминалец со македонски пасош. Македонија има нова влада, посветена на борбата со корупцијата. Што треба за да се реши перењето пари кое ги осиромашува граѓаните? Машината за перење алишта не случајно е символ кој го користи секој оној кој сака да го објасни концептот на перење на пари. Процесот е ист. Ставате валкани алишта, ставате прашак, уклучувате копче и на крај ги вадите чисти алиштата. Проверено ексклузивно ги обелоденува македонските државјани вклучени во оваа шема. Но за нив подоцна. Прво да видиме што е всушност азербејџанската пералница, поради која на многу политичари од европските институции им летнаа главите. Новинарите од мрежата за известување за организиран криминал и корупција открија дека политичари, бизнисмени и новинари од целиот свет биле плаќани преку тајни канали со цел азербејџанските лидери од семејството на председателот Алиев да си го подобрат сопствениот имидж. Според меѓународното истражување, во кое учествуваат повеќе од 100 новинари, а од кое е и проверено дел, парите се исплаќале преку 4 така наречени фронт компании, сите регистрирани во Велика Британија под различни имиња, а меѓу директорите е и поранешен шофер и сметководител од Државната интернационална банка во Азербејџан. Едуард Линдер е поранешен пратеник во германскиот парламент и член на парламентарното собрание на Советот на Европа. Тој во повеќе наврати примил сума од 1,1 милион долари. Како член на ова тело, тој ги наблюдувал и изборите во Азербејџан, каде победува председателот Алиев, а изборите се квалификуваат како легитимни и транспарентни. Змаго Јелинчич Племенити е пратеник во Словенија и член на наблюдувачката мисија на Советот на Европа. Тој примил 32.000 долари. Племените бил во неколку наблюдувачки мисии во Азербејџан. Тој ги фалеше изборите и ги критикуваше Amnesty International за нивните наоди за кршење на човековите права во Азербејџан. Лука Виоленте е италијански пратеник и исто така член на Советот на Европа. Тој бил исплатен 2,6 милиони долари. Тој гласал против прифаќањето на извештајот на Советот за прекршување на човековите права и слободи во Азербејџан. Против него во Италија се води истрага за корупција врзана со овие исплати. Но платниот список не содржи само политичари. За фалење на азербејџанската влада се плаќале и новинари. Еггар Сагер е поранешен продуцент од CNN и во неколку наврати е платен 2,6 милиони долари. Тој пишувал PR артикли кои ги промовирале гледиштата на азербејџанската влада. Тој дури го бранеше Лука Валонте по нападите за корупција. Марио Палмонела е италијански архитект кој во неколку наврати е платен 76.000 долари. Вкупната сума која владата на Азербејџан ја потрошила се сведува на близу 3 милиарди долари. Сите кои примиле пари
тврдат дека се било легално и ги отфрлаат сите обвинувања за корупција. Ако нешто научивме во изминативе 15 години, особено во последните 5, е дека Македонија е мала земја, но нема доволно голема машина во која не сме биле вплеткани. Проверено ви ги открива македонските граѓани вклучени во оваа европска афера. Некои блиски до нашата поранешна фамилија, некои комплетно анонимни, но сите биле во машината. Во документите се споменуваат фирмите Душан Кирик и Раде Кончар Контактори и Релеј, но и името на познат македонски фудбалер и поранешен репрезентативец Славчо Георгиевски. Проверено разговараше со директорите на компаниите и со фудбалерот, и тие велат дека воопшто не ни знаеле зашто се сомничат компаниите преку кои биле исплаќани. Партнерски или културолошки? Како и да гледаме, Македонија никогаш не била славна по своето стратешко партнерство со Азербеџан. Моќната централноазијска држава е позната по своите природни богатства, но многу попознато е озогласеното семејство Алиев, кое скоро 2 децении владее со политички прогони, сила и злоупотреба на моќ. Народски речено, Илхам Алиев и неговата жена, неговите ќерки и роднини се бок и батина. Македонија, иако е земја со аспирации за членство во ЕУ и НАТО, од никогаш објаснети причини Ѓорѓе Иванов е најчестиот гостин на председателот Алиев. Се гледаат често и се гледаат насекаде, од Минхен преку Турција до Баку, каде и да имаат прилика, и редовно разменуваат писма и честитки со поддршка. А Иванов, кога и да тркне дотаму, најавува економска соработка со Азербеџан. Инвестициите се уште не стигнале, но затоа одредени лица и компании од Македонија се јавуваат во аферата Азербеџанска пералница. Фирмата Душан Кирик од Росоман е најголем македонски извозник на праски. Тргува воглавно со Русија, Украина и Азербеџан. Од 2013 година преку една од 4 компании регистрирани во Лондон, од страна на шоферот и сметководителот во Државната банка на Азербеџан, на сметката на македонската компанија Душан Кирик се исплатени 9 фактури, со вкупно $115,000. Сите приливи доаѓаат од фирмата Метастар ЛЛЦ. Собственикот на оваа компанија Кире Шошев за проверено рече дека ниту ја знаел фирмата која му префрлала пари, ниту пак знаел со што таа се занимавала. Според податоци од Министерството за земјоделство, фирмата Душан Кирик добивала и субвенции за одгледување праски. Од 2012 до 2017 година фирмата добила речиси 22 милиони денари за субвенции. Шошев до крајот на минатата година бил вработен во Министерството за одбрана. Тој бил колега со поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков, а во бомбите, кои ги објави опозицијата, може да се слушне како Шошев со Владко Мијалков договараат магазински простории да им бидат издадени на пријатели на Владко Мијалков, кој тогаш бил советник на директорот во Царина. Тимот на проверено името на Шошев го најде и во протечени електронски пораки до кои дојде додека го истражуваше нелегалниот транспорт на муниција кој поминувал во Македонија. Пораките покажуваат дека извршниот директор на компанијата која ја купи македонската фабрика за производство на оружје Самоков контактирал службеник за јавни набавки на Македонското Министерство за одбрана. Требало да се договори средба во македонската воздухопловна база заради проверка на чешки авион. Во мејлот, директорот раскажува дека средбата ја договарал Шошев. Според документите на проверено и партнерите, на сметка на Раде Кончар Контактори и Релеј од компанијата ЛЦМ Алијанса, само еднаш во 2013 година биле префрлени $49,000 на име набавка на опрема. Оваа фирма на јавности е позната и во тоа што во 2013 година ги изработуваше новите регистарски таблички. Овој тендер фирмата го доби од Министерството за внатрешни работи, а договорот бил склучен на €1.300.000. Фирмата често работи со државно спонзорирани сделки. Од 2012 до 2017 година фирмата има добиено десетици тендери од МВР, Министерство за одбрана, град Скопје, водовод и канализација и други институции. Поранешниот репрезентативец Славчо Георгиевски со прекар Тупан од 2012 до 2015 година играл во азербеџанскиот клуб Интербаку. Тој во 2 наврати примил средства од Метастар ЛЛП, еднаш во август и еднаш во септември 2012 година, со вкупен износ од $38,450. Фудбалерот, кој сега е помошник тренер во фудбалскиот клуб Работнички, за проверено вели дека не знае од каде клубот му префрлал пари, ниту пак ги знае фирмите со кои клубот соработувал. Како што гледате и сами на тој папир вие што го имате, стои фудбалскиот клуб Интер. Како Интер
ги префрлил тие пари. Од каде ги стекнал, тоа ние не можеме да знаеме. Затоа што никој во клубот нас нема да дојде и каже ние тие пари ги најдовме од таму или ќе ви префрлиме ваму. Сепак ние сме фудбалери. Кога ги потпишуваме тие договори, има адвокати од една и од друга страна, се усогласуваат сите барања наши, нивните барања, наоѓаме заедничко решение, потпишуваме договори. Никој не верувам дека би се согласил на таква работа, да учествува некој перење пари, затоа што денеска е многу тешко. Можеш да избегаш, но не можеш да се сокриеш у животот. Едно да запамтите. Во даден момент ќе избегаш. Порано и покасно ќе те најдат и не можеш да се сокриеш. Тоа да го имате секогаш предвид. Ако се пребара на Google, може да се увиди дека припадниците на клубот Интербаку често одат на приеми кај азербеџанскиот председател Алиев. Георгиевски вели дека во неговото време во Интербаку досега се нема запознаено со Алиев. Само во европските држави се водат стотици истраги од сториите на новинарите кои произлегоа од азербеџанската пералница. Според истрагата, некои од истражуваните лица примиле $10,000, други пак стотици илјади или милиони. Во 3 милиарди евра испрани пари од азербеџанската власт има и крупни и ситни зверки. Има и наивни и виновни, но сите тврдат дека се невини. Ги видовме македонските граѓани вклучени во оваа афера, барем оние родом од тука. А сега да преминеме на крупните играчи. Оние вклучени во големата игра на перење на милиарди евра, кои ги кршеле иранските санкции и кои се поврзани со фирми од Турција. Еден од нив, бојкот на овој криминал, ни станал со граѓанин. Автомобилите се движат побрзо од луѓето. Авионите пак се движат побрзо од автомобилите, веќе се прават и некои возови кои може веќе се движат побрзо и од авионите. Но што е она што најмногу и најбрзо се движи? Најбрзо и најлесно се движат парите. Сигурно се прашувате зошто сме во населбата аеродром и каква врска има ова со азербеџанската пералница. Всушност, едно место има врска со азербеџанската пералница, се наоѓа од мојата десна страна и тоа е Capitol Mall Residence. Пред да ви објасниме зошто сме пред Capitol Mall, место кое на многу од жителите на скопската населба аеродром им омилено за пиење кафе и дружење со пријателите и семејствата, ќе треба да ви објасниме што значи зборот економски џихад. Џихад обично се врзува со ИСИС и се врзува со верскиот радикализам, но сосема ново значење на зборот џихад му даде врховниот водач на Иран во 2011-та, која ги повика сите своји ирански сограѓани низ светот да земат и да ги кршат санкциите кои Советот за безбедност на Обединетите нации и ги наметна на Иран во 2006-та поради нивната нуклеарна програма. Токму Иран има врска со Capitol Mall, поточно еден нивни сограѓанин. Станува збор за Реза Зараб. Реза Зараб веројатно е познат на македонската јавност. Во 2016 година беше уапсен од FBI поради перење пари во име на кршење на иранските санкции. Една година подоцна или лани во март беше уапсен и еден од членовите на управниот одбор на Халк банка, турски државјанин, кој се сомничаше дека му помагал на Реза Зараб. Еден човек беше на вистина многу луд, турскиот председател Реджеп Таип Ердоган. Не би можеле да ги знаеме точно тие причини, но познато е дека во шемата за перење пари на Реза Зараб се користеле турски компании, турски банки, како и банки и компании од земјите во Блискиот Исток. Потоа тие компании пари пртувале пари низ европските банки и така се заобиколувале иранските санкции. Но повторно зошто во Capitol Mall? Ќе ви кажеме сега. Ако светот го знае Реза Зараб како Реза Зараб, во Македонија тој е познат како Реза Шариф. Иако малкумина знаат дека овој човек има и македонско државјанство. Го стекнал во 2015 година. И тоа многу брзо, многу експресно. Се што е познато е дека Митко Чавков го потпишал неговото државјанство и добивањето на неговиот пасош и лична карта, но не е познато кој предложил Реза Зараб да добие државјанство во Македонија и да стане почесен граѓанин според членот 11, кој дозволува поитна постапка на заслужни граѓани како инвеститори или познати странски уметници и слично да добијат државјанство. Екипата на проверено дојде до документите на Реза Шариф во полицијата. Што може да се види од ова? Дека тој пријавил живеалиште во резидентниот дел на Capitol Mall, кој има 7 спрата, на секој спрат има по 4 стана и го нема бројот на стан кој го пријавил Реза Шариф, бидејќи таков број во оваа зграда и не постои. Што правил Реза Шариф во Македонија?
кој му овозможил да добие државјанство само за 3 недели. Тоа е работа на истражните органи, проверено дознава дека се истражува овој случај од страна на македонските институции. Но да се вратиме на аеродром. Реза Шариф за свое постојано пријавено живеалиште во Македонија ја одбрал една од најстарите скопски населби и символ на урбаното живење. Пред неколку децении, кога почнува да се гради аеродром, ова представува место каде што почува да се собира средната класа, каде што буквално почува да се гради она што е познато како средна македонска класа. Денеска е поинаку. Македонија е земја со огромни разлики меѓу богатите и сиромашните. Средната класа речиси и да ја нема. Зошто? Перењето пари и корупцијата се многу едноставен одговор на овој проблем. Разговаравме со повеќе експерти, бидејќи во минатото новинарите и дел од институциите работеа на многу случаи во кои што се вмешуваат земјите, држави кои се познати како даночни прибежишта, некои од најголемите бизниси во Македонија, кои се уште добро заработуваат од владино спонзорирани сделки по своите сопственички структури, имаат офшор компании. Овие компании беа поврзувани со мокници во власта. Зошто офшор компаниите помагаат да се перат пари? И како институциите планираат да се справат со овој проблем која погодува и ја уништува средната класа, работничката класа и од Македонија и од земјите во развој во светот создава очајни и гладни граѓани. Доколку не би постојала корупцијата или доколку не би се користеле сите методи кои што се користат за перење на пари. Во суштина, многу средства се извлекуваат и од државниот буџет, и од банките, и од банкарскиот сектор, кои што се слеваат на сметки на поединци и тоа не носи никаков бенефит ниту за економијата, ниту за граѓаните. Значи, ние апсолутно сме заробени на еден систем кој што е строго контролиран и кој што ја контролира понатаму и власта и сите институции, се заради корупцијата и заради парите. Колку е тешко јас како физичко лице да отворам? Што ми треба мене за да отворам фирмата? Би треба платежна картичка, значи и информации од оној административен карактер и од личен карактер. Воопшто немате потреба да патувате во тие даночни рајеви, ниту пак некаква посебна административна процедура, за да избегнете можеби некакви замки од барање на информации што дополнително ќе мора да ги давате. Често пати се ангажираат адвокати локални. А нашите домашни адвокати имаат линкови со локалните адвокати во тие земји. Добро, и зошто би отворила фирма таму, а не тука, да речеме? Или во Србија, во Хрватска, во Бугарија, зошто таму да ми биде седиштето на фирма? Основниот мотив е единствен, а после може да ги раздвоиме на неколку. Парите се главен мотив. Тоа е првиот и последниот мотив, а може да биде да не се знае потеклото, изворот, од каде се, второ да се плати помалку данок, трето да се влие понатаму да се вратат назад тие пари во форма на непознат собственик, односно да се дистанцира основниот собственик од парите за да испаднат дека се некакви сериозни инвестиции. Финансискиот криминал воопшто не е едноставен и за секој криминалец ова е една специјална задача. Но и оние кои треба да ги фатат затајувачите треба да се специјални луѓе. Токму затоа ние дојдовме во специјалното јавно обвинителство. Луѓето кои од перењето пари буквално направија мејнстрим и успеа да подигнат свеста кај јавноста за тоа какви штети може да направи перењето пари и финансискиот криминал. Современото живење денес овозможува сите можности кои што општеството ги нуди од аспект на формирање на компании, криење на собственоста на компаниите, трансфер на парите преку тие компании, се со цел да се скрие нивното вистинско потекло, сепак тоа значи е еден предизвик кој што и стои на Република Македонија. Граѓаните тешко можат да го разберат, дури оние кои се бават со тоа навистина треба да инвестираат многу во стекнување знаење и вештини, па тешко се разбира што всушност представува тој тип на финансиски криминал и деночното затајување. Наједноставниот начин кој ние го користиме да го објасниме на граѓаните е дека секогаш кога се зборува за офшори, секогаш кога се зборува за финансиски криминал, тоа значи дека остануваат помалку пари за патишта, помалку пари за подобро здравство, за подобро школство, но вие се понудивте да им објасните на луѓето како се пренесуваат, колку е доставен всушност концептот на пренесување пари од таа фирма А во фирма Б
во ФЛМЦ или како и да го смисливте ова решение, обвинителката Ристовска ќе ни презентира како изгледа да се перат пари. Вака, перењето на пари всушност на кратко, значи за наедноставно кажано, представува процес во кој што криминалците го кријат вистинското потекло на нивните пари, односно создаваат лажна документација или лажен paper trail со цел да се прикрие од каде потекнуваат нивните пари. Доколку еве земеме, имаме едно лице кое што е корумпирано лице, без оглед дали е корумпиран обвинител, корумпиран судија, корумпиран политичар, значи имаме еве да земеме лице кое што се бави со корупција. Доколку ова лице сака да ги скрие парите кои што потекнуваат од корупција, многу веројатно е истото во некоја од офшор дестинациите во светот да формира правно лице, еве ќе речеме правно лице А. Ова е, да речеме, во земја како Белизе, Панама или било која друга офшор дестинација. Потоа ваквото правно лице А формира друго правно лице во друга држава. Зошто друго? Друго правно лице затоа што колку е покомплексна структурата на правните лица преку кои се движат финансиските средства, толку потешко вие може да го лоцирате крајниот сопственик. Се креираат лавиринти преку кои што потоа ќе ви објаснам како се движат паричните средства. Правното лице Б се формира во друга юрисдикција од правното лице А и токму транснационалниот карактер, односно фактот што овие две правни лица не припаѓаат на иста юрисдикција, го отежнува следењето на пари, иако на светско ниво морам да кажам се прават напори да се олесни соработката на агенциите, сепак самиот транснационален карактер отежнува дел од истражувањето во целокупниот процес. Голем дел од овие правни лица би напоменала дека е заблуда дека не се користат светски познати дестинации како Соединетите Американски држави, Швајцарија и така натаму, Лондон и така натаму. Сепак и големите светски економски центри морам да кажам дека се погодени од овој процес и истите имаат навистина голем проблем во справувањето со перењето на пари. Ова правно лице Б потоа дали формира, дали купува, значи може на било кој друг начин да стане собственик на повеќе правни лица. Да речеме во Македонија. Да речеме во Република Македонија. Овие правни лица најчесто се бираат да работат во доменот на услуги, значи да обезбедуваат услуги. Затоа што наједноставно е токму преку услугите да вие, затоа што услугите се една не толку екзактно мерлива категорија како што е производството. Најчесто сме гледале во фактурите консултантски услуги. Сега тука никој не може да мери колку чини некој совет. Точно. Значи сето она што спаѓа во сферата на услуги е атрактивна компанија за инвестирање. Сега, корумпираниот политичар треба да ги земе парите од компанија или од физичко лице кое што решава да ги плати трошоците на корупцијата. Еве тоа лице да го наречеме услугите, да го наречеме тоа лице X. Услугите може да му бидат обезбедени преку готовина, например еве да земеме дека тука имаме некоја готовина која што ова лице му ја дава на политичарот директно. Таа готовина политичарот може да си ја уплати на име основачки влог во ова правно лице, кое што преку позајмици може да ги трансферира до правното лице и ова правно лице преку фактури за услуги, обезбедување или на било кој друг начин може да ги пружи до правните лица кои што се во Република Македонија, а сите овие правни лица можат преку консултантски услуги, хонорари, евентуално и дивиденди да ги извлечат парите и тие пари конечно да стигнат до политичарот. Се разбира дека освен во готовина, парите може да бидат безготовински пренесени, така што корумпираната индивидуа ќе го извести лицето кое што ги плаќа трошоците на корупција дека едноставно трансферот на парите треба да оди дали во оваа компанија или во некоја од компаниите основани во Република Македонија, кои што потоа на име консултантски услуги, хонорари, евентуално дури и завршени работи, имаме случаи на многу фиктивни фактури кои што се издаваат, меѓутоа реално никогаш не се покриени со услуги обезбедени по тие фактури, потоа да бидат пренасочени кон лицето кое што во конкретниот случај е корумпирано лице. Овие пари поминале во легалниот финансиски систем,
нели, овие лица, Така. заедно со пријателите. Така. Тогаш Се плаќаат имаме даноци. Повеќе даноци. Така е. И И повеќе повеќе пари сервиси во за државниот граѓаните. буџет, така е. Така, и благодариме на обвинителката Ристовска. Се надам ова ќе помогне на граѓаните да разберат зошто е важно да се гонат затајувачите на данокот и зошто е важно да функционира системот на правосудството и се надеваме дека оваа власт, така како што видите, и ќе остварува и ќе инвестира повеќе за да ја реализира, како што тие велат, нивната врвна реформска агенда, а тоа е справување со борбата со корупција и со криминалот. А граѓаните се надевам подобро сватија дека една од причините за растечката сиромаштија и за растечките разлики меѓу најбогатите и најсиромашните е токму ова шема, токму затојувањето на данок. Во првата епизода на Проверено истражувавме меѓународен шверц со оружје. Денеска зборуваме за перење на пари на меѓународно ниво, што вклучува и сериозни проблеми со нашите стратешки партнери, а Македонија сака во ЕУ и во НАТО. Во Проверено ексклузивно шефот на канцеларијата на НАТО во Скопје го замоливме во знак на поддршка на истражувачкото новинарство да ни објасни што значи за алијансата борбата со корупцијата. So NATO liaison office is a very small symbolic capability, NATO capability on the ground. And from that point of view, I think that we should talk also about your question somehow. However, NATO will never provide you with direct instructions, guidelines, how to do life here better. But we can talk in general. In terms of values. In terms of values, yes. So, however, NATO is very happy what's going on in the country during the last few months. So we are very much aware that the country approach to the set of reforms, set of very positive reforms, 369 plan as a program of reforms, brings some positive energy in the country. And we do believe, we in NATO, within all 29 nations, we strongly believe that we have to keep now that momentum and we have to go ahead. So NATO will never provide you direct guidelines and instructions how to solve and fight against the corruptions and against the corruption in general, yeah. So we can... How important is for NATO and for their future possible members to address this issue? Absolutely. So from that point of view, you are probably very much aware that the rule of law, implementation of rule of law is some kind of the basic NATO value. And it's always mentioned during all summits in the past. And also, if you are looking at the last Warsaw summit a few years ago, additionally to the name issue, rule of law was mentioned. So the rule of law is one of key value in NATO, and all 29 nations are following that principle, that value. So from that point of view, we strongly believe that it is something what needs to be supported, very strong support. Absolutely. So the security and stability in the region, security instability in your country, security instability in the Western Balkan is something which NATO is very much interested for the region. So from that point of view, it's very clear that NATO is coming back somehow in the region, in the Western Balkan. Actually, NATO is the organization who brought the peace and security and stability after the crisis in the Western Balkan back. So from that point of view, NATO still have a quite strong presence in Kosovo. NATO has small symbolic capabilities in Belgrade, in your country, in Sarajevo. So the NATO is here. 29 nations are here, and we are looking forward to help your country as much as possible from all different points of view, including fighting corruption, including fighting all other elements within the rule of law. So from that point of view, we are very much happy that all this set of reforms
are implemented, that the Special Prosecutor Office is working its activities again, that we strongly believe that the newly elected general prosecutor in the country after the new year will have enough energy and possibility to implement the rule of law. So from that point of view, we are here. 29 nations are supporting your country, and we strongly believe that now is the momentum which will be implemented somehow, and we will come to the end of this story as soon as possible, of course. Вие гледавте Проверено, овде на големо се работеше. Не знам колку точно алишта се исправно, но знам дека според некои истражувања на годишно ниво во светот се пират 160 милиарди евра. Толку од Проверено за денеска. Не заборавајте во 22 часот да пуштите некоја машина. Почнува ефтина струја. Оваа влада ја врати дневната ефтина струја, но останува да се вратат украдените пари. Проверено е тука за да ги држи политичарите за збор. Секогаш за граѓаните, секогаш Проверено.